Поручник во армијата, командир на командна батерија, убава позитивна мисла, дел сум од артилерискиот батальон кој што моментално представува и најголемата огнена сила на армијата. Жена не смее да има долги ногти, тоа е и законски пропишано дека треба да бидат уредни, без разлика дали доаѓа наредбата од жена или од маж, истата се извршува. Доколку не се изврши, постојат казни. Дисциплината е битна во се што се работи. Ако се работи со дисциплина, со љубов и со посветеност на било што го сакаме или имаме желба да го усовршиме, може многу да ни помогне. Викендите обично се враќам дома за да го поминам и времето со моите најблиски. Меѓутоа, кога можам, ја шетам низ Прилепската чаршија. Жртва, посветеност, љубов. Никогаш не треба да се сватиме како завршен процес, веќе сега сме на оваа позиција или сега сме до овде и толку. Јас сум зимурлива во принцип, меѓутоа не е жешко. Навика е, сето тоа е навика и носењето на чизмите е навика. Многу го сакам спортот и сакам да ги поттикнувам пред се младите, децата да го работат, бидејќи нема ништо поздраво од тоа да се биде активен. Јас пред се го сакам трчањето и гледам минимум да направам 3 тренинзи неделно. Пијам кафе, го планирам денот, целокупниот ден, што е она што сакам да го извадам од денот и од мене во текот на денот и наоѓам секојаш време пред спиење да прочитам дел извадок или од некоја книга. Тогаш беше потребно 3200 да ги истрчеш за некој од прилика 16 минути. Сега како што поминуваат годините, нели тоа време кај жените е малку подолго, а и кај мажите почнува од пократко, па исто се зголемува, исто и за стомачни склекови исто. Секогаш ме водила мислата дека моментот кога ќе се појави мисла дека треба да се откажеме, тогаш е потребно да газиме појако, да одиме, да држиме почврсто и да работиме уште понапорно. Армијата за една држава е столбот кој што ја држи секогаш граѓаните можат да се подпрат на припадниците на армијата, а и безрезервна е поддршката на граѓаните кон армијата. Бело.